Благодарам, председателе. Колега Орцев, најмалку мислев дека вие ќе зборувате овде за луѓе кои што се политички припадници или полтрони, ставени на одредени функции, бидејќи барем онемо малку каде што имате во државата да ја практикувате власта, тоа општина Струмица, тоа е за вас правило, не е исклучок. Освен политички полтрони и лигуши и послушници, немате ниту еден друг поставен на одредена функција во општина Струмица. Да не зборувам за изјавите на вашиот лидер дека ќе менува од чистач до министер. Ви дадоа малку власт благодарение на вашата несвесност и не кодошка политика спрема Република Македонија да имате двајца министри. Единственото нешто што го направи вашиот министер за внатрешни работи беше унапредување на сопругот на вашата техничка министерка. Вашата техничка министерка не ја интересираат исплатите на социјална помош, придонеси за социјално загрозени лица. Не им е важно во Струмица денеска да смени двајца директори, од кои едниот патем е поставен пред 6 месеци на регуларен оглас. Ова ли е политиката за која што вие се заложувате? Ова ли е правото за кое што вие сакате така да ја водите државата? Ова ли е новоста која што сакате да ја воведете во државата? Меѓутоа, нашиот народ не за џабе рекол, дајте му малку власт, виде му паметот. Вие за среќа имате малку власт, а никогаш немате да имате целост. Искрено не сакам да спорам во делот со личните навреди кои што ги опативте спрема двајцата луѓе кои што денеска се кандидати. Не верувам, ни јас, ни вие лично не ги познаваме и не е фер спрема тие луѓе кои што имаат и одредени фамилии. Јас реков дека вие има поставено на функции лигуши, кодуши, безработници во Струмица, меѓутоа не спомнав нито едно име. Спомнувате име на луѓе кои што имаат одредени фамилии, имаат деца, имаат родители. Да спомнувате име од типот на недоносени, лигуши и така натаму. Да ги вреѓате луѓето кои што патем никош немате испиено нито едно кафе. Можете да спорите дека Даштевски рекол така. Вие не се согласувате. Овој бил македонски националист. Овој бил не знам каков националист, имал такви ставови. Меѓутоа лични навреди да изизнуваме овде одговорница, каде што сме заштитени со имунитет и каде што знаеме дека после тоа нема да одговараме, пред се не е човечки. Родителите на тој човек, можеби неговите деца гледаат и гледаат сигурно. Председател, ајке не замолам ако може господинот Шилегов. Господине Шилегов, нема потреба за нервоза. Плюс јас тоа не се обрекем на господин Шилегов, не знам зашто таа нервоза. Не е коректно спрема тие луѓе. Значи не е коректно. Сепак мислам дека треба да задржиме едно ниво на однесување во ова собрание, бидејќи сите сме луѓе избрани од народ. А за таа платичката од 45, па и вие зимавте 60.000 дарки платичката по 16 месеци, не стапнавте во собрание. Така да немате право за тоа да зборувате.